Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Вие сте с уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски, веќе култната радиоемисија на Радио Лидер, емисијата која и поместува стандардите на бизнисот и политиката, повеќе на политиката. Иако бизнисмени ни се таргет група на луѓе според последното истражување кое е. Добро, сака да добијат информација, да. Луѓето. Тоа им е значено. Ивица, знаеш што е многу интересно? Вчера почнавме тука со Антонио, но некако пошимавме гости, не бевме доволно, како да кажем. Немаше да биде учтиво да се бавиме нели со тема, особено што гостино доаѓа од другата политичка партија. А тоа е дека СДСМ озбилно си ја сватиле председателската трка. Добро. И насловот на оваа емисија која го има на Facebook, сега не знам, на YouTube, зависи од тоа што ќе се збори, но на YouTube може да претрпе овој наслов и измени. YouTube насловот е СДСМ го возвраќа ударот. Што значи се тоа, објасни? Star Wars имаш гледано? О, The Empire Strikes Back. Добро, ајде. Да, ако ги гледаш овие по-новите да, види во Скопје, во Скопје на времето во 80-тите тоа не знам зашто им звучеше поубаво, по-секси. Империја узврача ударец, не век на српски тоа да го кажат, тоа беше вака, никој не го употребуваше. Империјата го возвраќа ударот. Види се, првите 3 дела се култни, нели? Ма чекај вака, еден од моите омилени негативци во историјата на филмот, кој е Дарт Вейдер бе тогаш? Во СДСМ, кој? Ако се они империјата која што го возвраќа ударот. Тево Пендаровски. Не речи без тебе на Дарт Вейдер. Дарт Вейдер гледаш онака е фраер, фраериште, знаеш, онака. И Стево е фраериште. Добро. Изгледа ја и ти имаме различни дефиниции на тоа. Што е тоа фраериште? Што е како е фраериште? А иначе Стево е... и джедај, значи, во политиката има джедај. Сега, ама Стево не е джедај, искрено. И во македонската политика имало и има джедај. Има джедај. Не во Чешко, Македонија имаше на попис джедај. Прв пат имаше ко религиска. Да, ко религиска, со тоа што не знам дали знаеш дека во Европската унија е околу 4-та религиозна заедница. Ама не видиш, да. Имам навлезено религиските елементи на джедајството. И? Значи, е најпацифистичка религија. Не се вратиме на тема овакво. Таму последен джедај беше Бранко. Не. Кој? Бранко е оној првиот најстариот, како се викаш. Јода. Не Јода, на другава страна. Оваа негативнава? Да. А не види се. Добро се измеша во едно време, бе, не знаеш кој беше позитивен, кој негативен, знаеш. Не, он е Папалтин. Он е стариот сенаторот. Императорот. Да. Аха. Он е Папалтин и Палпатин, да. Палпатин он. Тачно. Миле да не бе. Не, Миле е позитивна личност. А добро, не. А Јода кој е во македонска политика? Или Киро Глигоров? Неаме Јода за тоа, не може да победи. Неаме Јода, да. Миле Зечевиќ оној. Миле Зечевиќ е Аникен Скајуокер. Што после станува Дарт Вейдер. Ама уште Анакин. Уште сега неаме стигнато до тој дел. Сега да видиме од кој се одметнало тоа. А кој е тоа принцес Леја бе во македонска политика? Кој е клучното прашање, кој е Оби-Ван Кеноби? Значи тоа ќе се потврди понатака. Добро. Но тоа не е толку многу важно. Колку што е важно, значи дека СДСМ озбилно размислуваат кој да биде председателски кандидат. И дека, по она што ја го имам како информација, вчера што излезу Слободен печат, истиот тој брифинг кој ја го имам како информација, дека СДСМ навистина озбилно си ја сватиле работа. Ша да бидем искрен. Што значи тоа иде? Па, Стево Пендаровски по се изгледа ги одбил да биде кандидат за председател. Или размислува сериозно да ги одбие.
И сега луѓе... Не мислам дека е така. Зашо? Мислам дека негова е номинацијата. Целата суштина на тој текст, чекај, кај го ставив се, извини се, ја вчера ме караше пола текста и ми се на компјутер, пола овде. Нова телефонот, значи однапред се извинуваме, ве. Нема потреба. Да. Не, ама ова меѓу друго да им го кажеме на слушателите и гледачите, ја не знам што е ова зрели мажи и жени у Македонија. По цел ден на телефон. Најшто висат на телефон, се седиме во друштво, сме закажале да се видиме и така натаму. Ужас. И дрнге едно друго, никој не гледа у очи никого. Сите гледаат у телефон. Да. Тоа е непристојност на видена. Да. А не, ова е Маричич вика ВМРО се плаши од избори, од резултатот на изборите, затоа не гласа за техничка. Ова беше за онија рубриката Вести из несвести, како беше, чекај да го најдам ова. Кај беше ова. Зашто бе оваа вест не е поместена меѓу првите. Ова беше, како што видов, некој си ова е брифинг од СДСМ, сега да си бидеме искрени. Значи, вакви брифинзи кои доаѓаат се партиски брифинзи, така ли? Е добро, да е нормално. Не е па не страшно што е брифинг од СДСМ. Не само што не е страшно, него само да разјасниме се, нели? Ние сме коментатори, така. Да. Сега, вели вака. Стелопен. Значи, СДСМ има специфичен начин на останата делегатскиот систем на Сојузот на комунистите. Значи, кога станува збор за вакви функции, се прави евиденција на кандидати низ партиските организации. И исто така во духот на Сојузот на комунистите и на демократскиот централизам, тоа е малце поднасочено, сега да бидеме искрени, знаеш. Се знае кој ќе ја земе номинацијата, најчесто од прилика имаш една желби се кажуваат што и како е. Па да ги видиме се. Стево Пендаровски е по мене најизвесен, Димитар Ковачевски е тука ставен, како што е логично, председател на партијата, има години. Миле Зечевич, тоа ти е логично. Да, генерален секретар, втор човек е од таа. Славјанка мислам дека нема ни години. Чекај ти кажам. И она била регистрирана. Но 82 има. Има, аха. Оливер Спасовски, добро. Радмила Шекеринска, Ѓорѓи Спасов, Бранко Црвенковски, нели еден мандат нема му фали. Само еден мандат напред, 2 мандати дава нашиот устав. И сега станува весело. Сашо Ордановски. Има интернет, добро. Маргарита Цаца Николовска. Ме судика. Да. Зоран Заев. Добро. Венко Филипче. Кој е Јован Митровски? Овој што ќе биде председател на собрание. Не тој. Тој е тој? Да, тој дечко. Што баравме биографија негаш уште не најдовме или ја најде ти конец? Не бе, јас човеков се видов, викам никој нема тамо на собрание биографија, вика ја ќе побарам да ми ја ставам, озбилно. Ајде бе. Приде човекот, не слушал, викам нема. Дај да го викнеме, нека дојде како председател на собрание. Ние сме отворени за сите вери, нации, партии. Од струга човекот супер седи. Да. Етникуми. Сите имиња кои што ќе бидат евидентирани ќе бидат тестирани преку анкети. Тебе ако ти сева за кој ќе кажеш? Плюс, Иван Величковски го забори. Да, и Денко Малевски и Иван Величковски. Ако ти сева тебе за кој ќе види мене од овие пријател ми Иван Величковски. Значи знам лично човекот, да. Значи имаш конфликт на интереси, еве, ако го издвоиме Иван, за пријателите се најдобро, јас ќе кажам слушај, да ти кажам, Иван Величковски. Да те насме, бразилците имаат на убава изрека, вели вака. За пријателите се. За непријателите законот. Што е овако? Значи, мислам во Британија би рекле за пријателите законот, за непријателите, нели? Али добро, Бразил е тоа. Овакво ама еве, заради конфликтот на интереси, значи сепак имаш емоција пријател ти. Еве, кого би го... Значи, Сашо ти е колега од ЗНМ и тој испаѓа од конфликт на интереси. Види се, да бидеме искрени, меѓу нив двајца се мислам сега. Меѓу Сашо и Ивон, добро. Меѓу Сашо и Ивон
Сашо и од бизнес побуди би ми одговарало, затоа што Сашо води подкаст кој не е конкурентски, сега реално да збориме. Иако ги тепаме 7:0. Не, 70:0 гледаност, но... Само? Но, као што предходно ги поразивме исто на Сабајле на Слободен печат, се ева кај дечки. Исто ги прекинаа тоа утрински брифинг ради нас да го прават. Иако види, си ги почитуваме колеги. Нема врска, да. Но ја би сакал секојаш да ја совладам конкуренцијата. Тоа ми е еден бизнис порив што го имам како двигател, еден бизнис мотив. И сега, има ли поголемо совладување од конкуренцијата, од тоа да го пратиш, наместо да ти биде у медиумска конкуренција, да го пратиш да дреме таму на водно. Има ли поубава работа од тоа? Значи, ја од тој аспект гледам на работите сега, да се разбереме. Добро, ако е така, но ај сега сериозни да бидеме, Лјупчо. Значи, тука гледам дека има разлика јас и ти уставовите. Јас мислам сега вака, ајде да бидеме озбилни, збогум джедајство. Не знам како да бидам озбилен со тема председателски кандидати, но давам се од себе. Значи, во однос на прво нешто, што значи ова? Што значи да? Според мене ова значи дека Стево Пендаровски сватил човеков дека ќе губи многу. Грешиш, али добро, да дослушаме. После тоа ќе си дебатираме, добро. Да. Сватил дека губи и СДСМ сега бара резерва. Чим стигнало до тоа, Иван Величковски, секој почитаме, човекот не е дел од структурите на СДСМ, ниту некојаш бил, не е више ниво либерална партија, има движење некакво. Сашо Ордановски и Денко Малевски да ги стават на анкета, Денко Малевски е веројатно изборот на ДУИ, тоа значи дека СДСМ има проблем што никој не им прифаќа. Зошто? Сега, вие може да зборувате за Стево што сакате. Сите во држава. Јас Стево лично го познавам. Во 2014 година бев еден од оние кои први му дадоа поддршка за председателски кандидат. И ја можам да ви кажам за Стево дека Стево е доволно рационален да знае дека ќе изгуби. Доволно, дури има, нели, како секој човек и политичар, има и мани се, но рациото е едно од врлините на Стево Пендаровски. Крајно рационален човек. Стево Пендаровски е свесен и јасно му е дека ќе изгуби и не сака да отиде така во историјата како поразен. Сака да отиде како Бранко што отиде во историјата. Ме разбирате? Добро. Токму затоа сметам дека Стево Пендаровски нема да отиде на во таа трка. Вториот кандидат кој доскоро нели се профилираше, тоа господинот Оливер Спасовски. Исто така може да зборувате ваков е, таков е, волку скандали има, ова има, она има. Се е во ред. Но Оливер Спасовски исто така е еден перфектно рационален човек. И него му е јасно што се случува. Sada sam u momentu se nałaga во една 2011 година или 2010 беше, која беше фрчковски кандидат, па на СДСМ буквално никој не им прифаќаше да биде кандидат, па мораше Фрчко да истрча утакмица и тоа да го наплати финансиски. Добро, и знам за таа теза. Значи, во моментов СДСМ се наоѓа во слична улога, само за разлика од тогаш кога беа длабока опозиција, сега од позиција на власт се наоѓа таа позиција, што е исто така оксиморон. Значи, луѓе да се разбереме, не е ниту Стево Пендаровски, ниту Оливер Спасовски, не се луѓе, не им фали нешто, па сега да мислат дека може да победат. Јасно име на луѓето. И со сите математики, со албанци, со ДУИ, со ова, со она, јасно име дека не може да победат. Јасно име дека кој пат не може да се направи таков мега фалсификат со кој тие би победиле. И токму затоа сметам дека овој брифинг беше пуштен, затоа што сега ова што ја ви го зборам полека СДСМ си го кристализира внатре и сваќа дека нема кандидат. И тоа е озбилен проблем. И сега дај што даш, и сега да бидам вака искрен,
Иако нели кажав убави зборови за него, и имам убави зборови за него, сметам дека господинот Величковски, Сашо Ордановски и Денко Малевски се тука како профил на луѓе кои се да се ме гледа, бе, знае се, вие би прифатиле. Зошто? Останал без партија Ивон, нели, тргнате од дневната политика, Денко Малевски више е пензиониран на правен факултет, плюс е добар со ДУИ, ке го убедиме, се сеќаваш дека еднаш него Али Ахмети го предложи, па и Али ќе проба да го убеди, и третиот кандидат, односно господинот, како се викаше, Сашо Ордановски, не верувам дека е кандидат, тука е како јавно лице, спомнат, нели, таму во таа работа, затоа што... Добро. Ова е некоја моја може јас сега да дам анализа. Поглед. Ајде. Ти мислиш дека Стево е будала, мисли дека ќе победи? Да. Не мислам дека е будала, мислам дека мисли дека ќе победи. Сега добро, не мислам и дека е гениалец. Боже мој, искрено во Македонија гениалец немам запознаено се уште, ама добро. Па сега да си бидеме искрени, сега земја од 2 милиони гениалци не може да произведе. Ајде да ги произведе веднаш кога отидат онаму кај што ќе може да се реализираат, кај што Никола Тесла заменил во Америка. Не бе, Никола Тесла заменил во Америка. Тој гениалец го произвел овој простор. Михајло Пупин заменил во Америка да се реализира, да реализира својата гениалност. Мојата теза, да. Така е се. Овде да биле пијаници ќе биле таму, не разбрав. Иво Андрич и Мирослав Крлежа можеби како гениалци се реализирале тука, ама гениалци е друго. Па се гениални се, нивното дело е гениално. Абе добро, ама се дури и свет да измислиш онаков, да напишеш онакви книги е гениалност. Но ај сега да од која завршивме со гениалноста да видиме што се случува. По мене она што го исплаши СДСМ до ниво на шок, па дури сега се соземаат, беше долгата клупа на ВМРО-ДПМН. Предолга клупа имаше ВМРО-ДПМН. На таа долга клупа имаше универзитетски професори, имаше луѓе со сериозен морален кредибилитет, имаше политичари кои што не се само исклучиво од јадрото на ВМРО-ДПМН, туку далеко и пошироко. Имаше обштественици, академици, угледни лекари, потоа луѓе од новинарството, луѓе од дипломатијата и така натаму. Значи ВМРО-ДПМН излезе со една пресериозна листа. Од она што го слушавме кога ги правеше ВМРО-ДПМН анкетите, беше импресивно да се слушне кого се тие тестираат. СДСМ се обиде да каже дека ова е слабост за ВМРО. Се сеќаваш, Липчо? Да. Меѓутоа се види дека не е слабост. И сега ќе изнедри ВМРО-ДПМН кандидат, по мене многу брзо нештата ќе конвергираат во една насока, тие ќе имаат конвенција на 2 март, меѓутоа веќе се гледа како ќе изгледа хоризонтот. И не само тоа, јас очекувам дека сите луѓе кои што биле тестирани на анкетите да имаат своја улога и на конвенцијата и во предконвенцијскиот период, така. Значи ќе настапат обединето, ќе покажат не само една консолидација внатре во партијата, него и консолидација на опозицијата. Консолидација дека како блок настапуваат, како платформа, на која што платформа се качиле многу луѓе од општеството, од политиката, од бизнисот и така натаму. И мислам дека тие конечно видоа што правел ВМРО-ДПМН. Гледајќи го тоа, да се покаже дека и тие не се изгубени во просторот и во времето, туку напротив, дека таму има жестока дебата, па едно, па друго, па трето. И меѓу другото се подкрепи Стево Пендаровски, дека не е сам и осамен, не е зад него само СДСМ и него молат дуи на коленици да застане зад него, туку напротив, дека и тука има некаква платформа, се ги излегуваат со еден текст. Кажу се наведени X имиња. Сега, што е проблемот со овие имиња, Липчо? Проблемот е што освен еден човек кој што ги има замрзнато членството во СДСМ и кој што не се изјаснува за прашање од ова, тоа е Бранко Црвенковски, сите наведени личности се дел од оркестарот на СДСМ во јавноста. Значи, пази, нема тука човек кој што настапува автономно, независно, па дури и поинаку од ставовите на партијата.
кај ВМРО ДПМН, на списокот што го прокаже ВМРО ДПМН, имаше еден таков паноптикум, едно такво виножито на идеи, едно такво разноликост на политички профили, што покажува колку е голема платформата. Овдека ова е поситна платформа, ја не памтам СДСМ било кога да има. Поскучена, за никаде, ме сваќаш? И сега по мене, значи, сето ова е со цел да се покаже дека има, како викаат они, фронт зад Стево Црвенковски. Стево Пендаровски. Овако. Значи, Стево Пендаровски не е нели само тој како име и презиме, туку он е едно физичко воплотување на една голема идеја. На Европскиот фронт, борба против изолација, нели како го рече ти она? Джедај, нели? Да. Што е проблемот со оваа стратегија? Стево не е джедај. Ме разбираш? Не прошол низ тестот, го нема мечот, нема надприродни способности и така натаму, и што е најбитно, не се покаже како државник. Значи, тој целата втора кампања ја градеше врз ликот на Ѓорѓе Иванов. Зошто Ѓорѓе Иванов направил амнестијата. И еве тука зборевме во емисија. Амнестијата беше обид да не се случат глупостите што се случија после 2017 година. Што направи Стево пред месец дена? Пардон, кога беше? Пред 2 месеца? Не знам. Стево ја овери амнестијата. Како ја овери Стево амнестијата? Со потписот на законот за измената на кривичниот законник. Значи нема бегање сега. За разлика од председателот Иванов кој што имал политички причини зашто така да настапи. Овој немаш. Овој едноставно го овери криминалот во Македонија. Од кога се случија сите глупости. Да беше амнестијата на Иванов, знаеш што ќе се случеше? Да поминеше? Ке се тргнеа првите слоеви тогашни на ВМРО ДПМН на СДСМ од политиката, Европската унија ќе застанеше за тоа и овдека ќе имавме нормална политика, немаше да има промена на име и сите можни глупости што се случија. За жал, не се опстои на таа идеја. На крајот, амнестијата ја овери Стево Пендаровски. И сега не е джедај, знаеш. Джедај е некој што трпи. Знаеш, ке изгледаш по некојаш, ако треба ке земеш и некој да едно друго. Не може Плачко да биде джедај. Ја така гледам, еве се, можеме да дебатираме. Што од ова е по... Не знам се, не, ја ти викам, ја мислам дека Стево е перфектно, човекот си е свесен за позицијата. Имам зашто да верувам дека е така. Ме разбирате? Добро, може би грешам. Мислам и овие аргументи ги прифаќам. И овие не се невалидни аргументи, што ги кажам, Липчо. Не, твоите аргументи се во секој случај валидни. Она што јас ти го кажувам е... Мислам, не велам дека е, и ти може би си и ти во право. Меѓутоа, знаеш, се обидам да го гледам малце во една поширока слика, затоа што мислам дека во моментов они се заглавени. Они немаат друг кандидат освен Стево. Стево нема друга опција за животот освен да се кандидира повторно. Не, има. Што ќе прави? Сега, како што ќе прави Бивица? Се мора се, извини, се фатил за орото. Како беше она... бабата Бранко дала... беше фатен на орото, па се... Бранко е друга ситуација. Како беше, бабата дала една банка да се фати на оро, 5 банки да излезе. Па се, не за тоа. Не. Он се фатил за прошлиот пут, човекот, не се фатил за сега. Немој така да му наметнувате. Ја мислам дека Стево Пендаровски е доволно свесен дека нема да отиде. Еве, нека ме демантира времето и нека ме демантира Стево Пендаровски. Ако ме демантира Стево Пендаровски, тоа значи дека, пак ќе кажам, сум направил огромно промашување на неговиот карактер. А ретко грешам во таа работа. И ја ви гарантирам дека он е свесен за ситуацијата во која се наоѓа, сега што ќе иде свесно да изгуби. Не е така. До 200.000 гласа. Овој текст е да го подкрепи него, не да го, знаеш, не да го, како се вика тоа. Да не изгледа така се како да ви кажа. Сега сака да каже, еве фронт, нели? И кој е во фронтот? Иван Величковски. За објективно зборуваме, знаеш, онака. Јакиот фронт. Сашо Ордановски. Денко Малевски. Еве, види, Денко кој што
си, како ти кажам, една академска кариера, која што стварно била за почит на времето, сега си ја унижи со овие стави, значи, излегува, пази, ја не сум видел ваквите, а ти во ред е да си јавен интелектуалец, меѓутоа он сака да биде политичар. Не можеш да бидеш политичар и да го вреѓаш народот. Знаеш. Секој в негов текст е колку е он паметен, колку сме ние глупи. Добро, он застапник на таа теза. Ама не може таа теза, ви тоа не е теза. Дека народот е глуп и све треба да слушаме странците што како да не, нема и да. Ја зашто ги слушам странците сум попаметен од вас, а вие сте глупи. И ајде сега гласете за мене. Ма немој. Значи наречи ме глуп и после вика гласи за мене. Како тоа? Тоа е проблемот. Тоа е проблемот, знаеш. Кажи ми во Америка. Кој политичар така настапил и добил гласови? Никој. Нигде во свет. А нигде во свет. Се пази, што е најтрагично. Ако некој мисли дека затоа што го поканили на една-две дипломатски вечери, нешто над сите, или ако добил 2-3 проектчиња со 1000-2000 евра, е нешто над сите, не е. Пази. Ние го зборевме. Ја водам компанија со милионски профити годишно. Не бе. Ова радио, па ја не сум нешто над сите. Таквите како на пример како Денко Малевски му се подсмеваат. Еве сега спомнам. Му се подсмеваат, Шега. Не бе, сега кажам конкретно. Таквите како Денко Малевски му се подсмеваат на еден Благоја Механџиски. Благоја Механџиски за Денко Малевски е хиперинтелектуалец. Он од ништо направи империја. Значи сега си кажеме сега од само тоа. Благој Механџиски. Ти да успееш да направиш една империја, мора да си интелигентен, мора да си работлив и мора да си паметен. И пази, паметен е човек. Без да приватизираш ништо. Да. Добро, ај тоа малсен. Ама не, он не го приватизираше градски аптеки. Ај да не одиме таму. Он не го приватизираше. Градски аптеки не е приватизирано од него. Сега да се разбереме. Сега тоа што имало, како имало е друг мовет. Ќе го викнеме ке збори. Ајде да се кажеме реално. Градски аптеки не се приватизирани од негова страна. Он нема ништо државно приватизирано. Добро де. Значи да се разбереме. Види. И пази, доаѓа од Русиново Беровско, горте што доаѓа од Русиново Беровско. Па нормално. Кажи ми, кој човек што успел во животот лука на своето потекло? Значи, прекрасно место и не само тоа. Благој Механџиски го има од нула, буквално од нула, изградено најголемиот трговски ланец за како се вика, во фармацијата во Македонија, кој се шири надвор од Македонија, и во Србија и во Бугарија. Бујрум, не, значи, сите овие кои ги споменавме, до сега него нема се ни до колена. Да. Да се разбереме. Факт е сега. Добро сега, види, не сите сега, сепак да речеме, еве, го спомнавме Црвенковски бил председател премиер, Бранко. Знаеш сега, да не претеруваме ја и ти знаеш. Затоа му ставил фреска Благој во аптеката. Чекай, мислам дека и Денко е на фреската како министр за надворешни работи или не е? Не е Денко. Не е Денко, не е битно. Фреската. Кај ти текна на фреската? Механџиски е на сликата. Жовче Георгиевски. Благоја Механџиски. Не, значи, роднокрајец. Пак е повторам. Ама не, тоа сакам да кажам. Значи, овие за него сите што ги набројавме денес, како председателски кандидати и на едната и на другата страна, за Благоја се... Добро, другава не ја коментиравме, ама те сваќам што сакаш да кажеш. Не може тука, нема споредба. Да. Имаше еден паметна зашто ја бива Словенија, вика, а не Македонија, сега скоро ја кажа Благоја. Зашто? Вика во Словенија, вика, кај нас вика може и попаметни сме, вика, од словенците. Ама вика, у Словенија, вика, ќе најдат 100 будали и еден паметен, вика, да ги води. А кај нас, вика, ќе најдат 100 паметни и една будала, вика, да ги води. Добро. Ја затоа ја исцрпуваме тема во СДС. Да, ја исцрпуваме, значи види, нема споредба. Точно, две словенски нации, балкански нации, меѓутоа од различно устроение, така да ја кажам. Радио нема 100 вработени, но ја го водам и затоа одиме со пауза за реклами. Ивица, Доналд Трамп на прелиминарните избори во Ајова, да, убедливо победи вчера. Да, значи ние сме единственото место у свет каде што од Иван Величковски и Саша Ордановски може на Трамп да се пребаци муабето. Значи да влеземе во Значи, ајде, одиме
Америка има долга изборна сезона, не е како македонската. Долга и валкана, сега мораме да кажеме, затоа што сепак во таа земја многу работи се поигра, така можеме да кажеме? Да. Да, и финалето, или полуфиналето, ако можеме така да кажеме, на председателската трка почна кога ќе почнат граѓаните да се изјаснуваат во Америка. Сега знам дека те нервираат вакви историски воведи, меѓутоа ајде се мораме да кажеме дека на времето и таму, како и кај нас, партиските врхушки одлучувале кој ќе биде кандидатот. Меѓутоа едно реформистичко движење што се раѓа кон крајот на 19-тиот, почетокот на 20-тиот век, вели ајде тоа вика да се изнесат граѓаните, односно прво да се изнесат членовите. И така ги прават оние партиски избори што се кај нив. Некаде се тие баш избори, а некаде како во Ајова се собири, како да ги речеме, или кокуси тие ги вика. Што значи тоа? Значи дека се собираат на едно место граѓаните и на тоа место прво се дискутира. Па станува еден, вика ја мислам тој да биде, станува друг, мислам овој да биде, се убедуваат и на крај гласаат. Во Ајова е многу интересно, гласаат на хартивче, пишуваат име. И може било кој име да го напишат. Па во кутија ги ставаат и на крај јавно ги бројат. Од која ќе ги избројат, соопштуваат. Што се случило и како се случило. Сега, Ајова се наоѓа во центарот на Америка. Сме го збореле, таму е не само пченката, туку на времето имаш индустрија, што за жал веќе не е толку развиена, затоа што имаш индустрија, таа држава беше многу синдикална и демократите на времето таму беа неприкосновени преку синдикатите. Тоа одамна не е случај. Сега, колку што јас пратам американска политика некаде од 80-ти, а Ајова најчесто е подценета ова гласање Липчево во Америка, затоа што, како да ги наречеме, ајовјани, така каде жителите на Ајова, знаат да си гласаат онака по свое, да си гласаат понекогаш и чудно. Например, во 2016 година таму не победи Трамп, таму победи Тед Круз, там Трамп мисля че дури трет беше. Потоа, иако знаело да даде, како што се вика сега популарно, моментум, односно знаело да даде ветар во грб на некој кандидат. Например, обскурниот тогаш млад сенатор од Илиноис, Барак Обама, во 2008 година изненади кога успеа да победи во Ајова. Зашто изненади? Затоа што 2008 година тие не сакаа да имаат партиски избори во Демократската партија, туку сакаа да кронисаат Хилари Клинтон. Они не сакаат да има ни избори ни народ да гласа. Да може директно вака да кронисаат за председател. Што е проблемот? Проблемот е секогаш кога има такви кронитби, нели, народот кога гласа има други идеи. Ајова му даде ветар в грб на Обама, што на крајот доведе до тоа тој да биде кандидат на Демократската партија. Сега што се случи? Шокот за бројни наблюдувачи во Америка е затоа што после 6 или 7 беше јануари на 2021 кога влегоа во Конгресот поддржувачите на Трамп. Липчо? 6 беше? 6 да. Значи на 6 јануари 2021 година буквално сите помоćни и посериозни политичари во Америка од Републиканската партија рекоа дека Доналд Трамп не може да биде веќе лице на Републиканската партија, затоа што заради тој чин тој политички е истражен. Во текот на ланската година покренати се против него 4 федерални сојузни кривични обвинувања од најразлична сфера. Од даночно затајување на неговата фирма, преку учество во бунт, до цел куп други работи. Она што е најинтересно сега за анкетарите е дека во Ајова никому не би било гајле за целата ова приказна. Мислам дека време е да заклучиме дека Трамп веќе не е востаник, ако можем така да кажем, не е ни лице кое што е вон партијата, него мораме да кажеме дека Трамп е сега Републиканската партија. Тој, неговите идеи, колку год, дали се согласуваме, дали не е битно, тоа е сега Републиканската партија.
Овие резултати тоа ни го даваат. Значи, ајде да видиме зошто овие резултати се фасцинантни. За мене се барем фасцинантни. Пази, две партии нели има поголеми во Америка, демократската и републиканската. А и ова има околу 3 милиони луѓе. На партиските избори внатре во републиканската партија излегле околу 120.000 луѓе. И вака ќе рече тоа е малку, не е малку, тоа е 3% од народот излегло, така. За една партија, што е најинтересно во текот на вчерашниот ден, затоа што овие кокуси се намерно почнуваат во 8 по часот попладне. Навечер работи народот, нели? Треба да дојде дома, да руча, па да се облече, па да отиде. Вчера највисока температура измерена во Ајова во 8 часот, знаеш ли колку било? Минус 17. Да бе, нешто има некој ладен бран горе фата на север. 120.000 луѓе на минус 17 степени. Отишле за да дебатираат кој да биде кандидат за претседател на Америка од Ајова, така? И да гласаат. Импресивно е. Пази. Ја мислам во Македонија на минус 17 пиле не пролетела, камоли па сега да излезе некој да кажува дали да биде претседател овој или оној. Нема логика. Баш кај што, пази, кај нас сме на колку? На 3 месеца до изборите. Во ноември се нивните избори. Значи за 10 месеци се кај изборите. Значи, ова кажува меѓу другото дека оние тезите наши, никого не го интересира политика во Америка, ако би никој не го интересира. 3% од народот за една партија се облекол на минус 17, 8 саат да иде да зборува. Не да го интересира, ептен го интересира. За демократската партија ги немаме резултатите, затоа што демократите, ова е малце чудно, одлучија да ги објават во март резултатите од овие собири. Меѓутоа кај нив е јасно, затоа што веќе имаат претседател кој што е на функција и кој што најави кандидатура. Генерално во Америка таква работа не се случува. Сега кандидат претседателот да реши да се кандидира повторно и да не помине на партиска конвенција, ќе треба некаде, не знам, освари 20 век се нема случајно. Во 19 век, следната емисија ќе ви кажам, мора да помислам малце. Дали си има случајно такво нешто, ма не верувам дека си има случајно. Значи, партијата да не го поддржи претседателот што е на функција, така. Сега, според сите наблюдувачи, готова е, веќе завршена е трката, затоа што слаби се бројките. Рон Де Сантис, гувернерот на Флорида, земал 21,3%, поранешната гувернерка на Јужна Каролина и амбасадорката што именуваше Трамп во Обединените нации земала 19%, ова се прескромни бројки. Мислам дека е готово. Се знае кој ќе биде кандидатот, Трамп ќе биде кандидатот на републиканската партија. Не мислиш дека може да му забранат да се кандидира нешто тако да се случи? Па срамота е, види, сега тоа се случува банана републики во Америка, срамота општо што им текнало тоа. Значи демократската партија го прави, очигледно е, срамота за нив. Срамота знаеш зошто? Зашто не помислиле таму стратезите да седат да речат луѓе бе вака само му го греваме рейтингот. Изборната база на Трамп со ова прави од него жртва. И сега како ти кажам, сега кога ќе видиш неговиот живот, син на милионер, што стана милиардер, овакво, кој што бил претседател на Соединените американски држави, е жртва. Не разбираш. Значи направија жртва од Трамп. Неговата изборна база само се возбудува од ова. Од овие работи. Не бива, знаеш. Не бива и за светот е лошо. Сега замисли сега во Македонија да тргнеме како што бе идеите на СДСМ. Ајде сега ќе забранува партија, ќе забранува ВМРО. И текнува. Да. Па левица ќе забранува, па не знам што ќе па на Максо не му дава да се регистрира, така? И кој уште имаше проблем таму со регистрација од овие од албанските партии? Исто така. И што со тоа ќе постигнете, ме кажи? На крајот на криштата еви ако го забранат ВМРО, што ќе се направи? Што ќе се случи? Прво ќе направат партиската база на ВМРО ќе се мобилизира. Ќе се излезе со независни листи, за кои што ќе се каже дека ова се листите на ВМРО, нели? Што требаше да бидат забранети, ама идеме со тоа и ќе направат уште поблеска победа. Тогаш нема да збориме за 60, за 82 пратеници. Тоа е проблемот.
Оваа трка по мене во Републиканската партија ќе се тетрави до Нью Хемпшир, што се следните избори, и ако таму, што ќе биде најверојатно Доналд Трамп повторно направи вака убедлива победа, мислам дека завршува. И тогаш ќе имаме најдолга изборна сезона во Америка. Не се сеќам некојаш да траела волку долго. Мислам волку долго да биле дефинирани кандидатите. Најчесто види проблем, затоа што сите мислат дека лошо е кога има вакав натрепартиски судир. Меѓутоа, знаеш, натрепартиски судир е интересен за луѓето, следат што е, како е, луѓе се вклучуваат и фокусот е околу една партија, знаеш. Оваа друга партија демек има кандидат која сега, нели, Бајден. Меѓутоа, во конкретниот случај поларизацијата во американското општество е голема, што значи дека ќе има и висока излезност. Во Америка ретко има висока излезност, затоа што огромен дел луѓето се задоволни од политичкиот систем и не им се гласа. Сега има поларизација, не се задоволни од многу работи. Трамп успева делумно да мобилизира дел од таа база, Бајден исто така мобилизира една друга база на бирачи кои што поинаку ја замислуваат Америка. Но клучните прашања гледаме дека не остануваат уште одговорени во тоа општество и покрај тоа што од македонска перспектива мислиме дека таму све е совршено и рози цветаат, не е баш така и тие си имаат своји проблеми, кои што не се мали. И вие утре да емигрирате во Америка, кога ќе се вклопите во тоа општество, ќе ги чувствувате тие проблеми. Како што некој американец ако дојде овдека после 10 години ги чувствува исто така проблемите на Македонија кои ја и ти што ги чувствуваме. Но за светот тоа е интересно затоа што целиот свет во ќе следи оваа трка. Ова е нешто најбитно што се случува на светската сцена оваа година. По мене највозбудливи избори, ако можеме така да ги наречеме. Само да кажам, знаеш што е најфрапантното? И вакво нешто не е видено од... Ама не е тоа за споредба. Секоја, значи Америка има околии како еден степен на власт. Околиите се има друго име кај нив, го има земено од Британија името грофови, ама не се, тоа се околии, нели? Значи Трамп победи во секоја околија во Ајова. Мислам дека ваква убедлива победа, овој што беше на демократите, што беше таму сенатор или гувернер, што беше Том Харкин, може би една година 2000 или која беше таму ги зема сите графови, ама ова е триумф, не победа за Доналд Трамп. Сигурно е вака и кај демократите, не знам зашо па тие па не објавуваат нивни резултати. Затоа што таму па нема против кандидат. Ја немам некој став за изборите во Америка. Имав претходно, нели, дека јас сметам генерално дека треба малце старците да се тргнат од политика, се тоа нема да им се допадне на многумина, можеби за Македонија. Пардон, сум погрешен, значи на 5 март го поместиле овој кокус од демократите, значи не бил вчера. Што ми е чудно, ама добро. Тие си решаваат како ќе прават, значи и што ќе прават. Интересна работа види сега кога имаат партиски избори, нешто што мене ми се допаѓа. Тоа Израел го зема од Америка и не е лошо решение. Знаеш дека партиските избори кај нив ги спроведува она што би рекла кај нас државна изборна комисија. Значи замисливе кај нас 6 месеци пред изборите партиите, ако сакаат, ако не сакаат, не мора. Излагаат на избори и на избори народот си решава. Например, во Израел, иако имаат исто како кај нас, нели, листи, на тие изборите граѓаните, партиските активисти или симпатизерите си гласаат и врз основа на нивниот глас се реди листата, кој е прв, кој е последен. И тоа е некое решение за отварање на политичкиот систем, иако пак Израел не е пример, со Нетањаху заглавија. Еден мој пријател од Израел го прашувам, викам подолго викаме он премиерот Бен Гурион, вика више не го мериме него, вика современ Израел, па со кого го мерите, вика во однос на владењето. Па вика со кралот Давид, со Мојсија и така натаму, вика вакво нешто, вика немаме видено во историја волку долго, вика некој да биде на врвна функција. Така што еве, и тоа е, нели, ние мислиме дека има волшебно стапче, нели, ќе воведеме отворени листи, ќе направиме партиски избори и нештата ќе бидат поразлични. Еве ги доказите, знаеш.
овие имаат партиски избори нели во Америка, влегуваат во изборен циклус од 20 луѓе што имаат над 80 години. Џо Бајден и Доналд Трамп, една свежина не види пролетна. Израел има партиски избори, од 96-та не може да се откачат од Бенџамин Нетањаху. Значи не е до тоа. Очигледно историјата понекогаш бира некоја фигура или некои фигури и преку нив се сликуваат противречностите во едно општество. Во овој момент противречностите во американското општество ќе се прекршат помеѓу Џо Бајден и Доналд Трамп. И ќе ја следиме оваа работа затоа што види. Во право си ти која велиш дека многу нема да се смени во однос на нас, американската политика, но ќе се смени генерално. И тоа за светот и за нас значи многу и заради тоа го следиме како што го следиме. Хајде да видиме што ќе биде. Ај баш да видиме што ќе биде. Јас искрен да бидам, не сум голем фан на Доналд Трамп. Бе добро да, ама особено во изминатиот период и особено... Па не реков ја дека сум фан на Доналд Трамп, јас само анализирам сега, знаеш, што се случува. Добро да. Ова на многу најслушатели може ќе им пречи што не сум фан на Доналд Трамп. Тоа е што да... Многу трампери има во Македонија, мага. Да, па мислиш кој знае што се одлучува и голема бе се кренала гледаноста, ќе сакав да завршувам, ама не, мора да кажеме уште нешто. Ма видиш, убаво вака што фативме една убава тема, гледаш, на ова вела дека ова не го интересира, не го интересира, зашто не, не го интересира? Македонците ги интересира што се случува во светот сега. Видете, во однос на Соединетите Американски држави, она што е важно за нас како македонци, нели? И како држава, важно е тоа дека ние овде имаме сериозен партнер во Соединетите Американски, независно кој е таму на власт. Но да се подсетиме дека знаете, името кој се смени беше Трамп. Па никому ништо и тоа никој не го повреди, нешто нарочито. И дури не падна рейтингот на Трамп во Македонија. И тоа е уште по интересно. Суштината е дека изборите таму се важни за светот во делот дали ќе продолжи оваа напната ситуација. Гледаме конфликтот во Украина, гледаме се ова со хутиве што се случува. Го гледаме Израел. Па ова е... Види, ова со кутите ќе го сетиме во супермаркет кога ќе туркаме количка. Затоа што огромен дел од производите што ние ги добиваме, па меѓу другото енергијата, нафтата, доаѓа овие од Кина што доаѓаат све и свашта производи што ги имаме по супермаркети по едно по друго, доаѓаат преку Суетскиот канал. Затоа што сега Суетскиот канал очигледно е веќе затворен за пловидба. 3 недели дополнителни кружат танкерите, овие... Не, чекај сега, тоа ќе предизвика, пишува сега, сите анализираат, веќе се гледа. Ќе порасне, најверојатно ќе порасне цената на нафтата, ако ова продолжи, ќе порасне цената на сите производи, значи ќе го сетиме на наша кожа ова што се случува таму. Тие хути се, како да кажам, не гледам дека ова може да се реши поинаку, освен со некој мировен договор меѓу Израел и Газа, кај што ќе биде вклучена една многу поголема екипа и каде што на крајот ќе ги смират хутите дел од оваа поголема екипа. Сега да тоа не го гледам, тоа не го гледам. Они уствари рекетираат, тоа е целата работа. Зашто им се може? Затоа што се многу близко до ваквото, до Суетскиот канал. До Црвеното море, или тука кај што поминуваат. Тие се една од бунтовничките групи во Јемен, имаат блиски врски со Иран и првично кажа дека само ќе ги таргетираат бродовите што одат кон Ейлат. Ейлат е нели пристаништето што ги има долу Израел во Црвеното море. Ама очигледно тоа GPS-от не им работи, па земале се живо и диво да гаѓаат. Соединените американски држави и Обединетото кралство Британија покрена ракетни напади против нив. Европа не се вклучи, што е многу интересно. Гледам, Италија не се вклучи, што беше очекувано, Франција не се вклучи, Германија не се вклучи. Русија се солидаризираше со нив, што е очекувано, затоа што се нели војна, меѓутоа и Кина го осуди ова, затоа што вели дека нема
мандат од Советот за безбедност. Ајде да видиме како ќе заврши. Во секој случај се усложнуваат ситуациите во блискиот исток, а за оние кои што сакаат надворешна политика, меѓу другото што може да следат, не би ова да им препорачаме, започна Светскиот економски форум во Давос. Значи во моментов, не е светски заговор, така е. Најбогатите во моментов, како викаат американците, тријат рамења со најмоćните. Значи, Светскиот економски форум на едно место ги собира врвните светски бизнисмени и со нив исто така кани луѓе од политиката. Годинава од Македонија гледам Стево Пендаровски ќе оди. Таму интересен е Зеленски, мислам дека таму ќе оди, само не знам дали ќе биде таму или ќе биде со видеоврска, ќе биде Урсула фон ден Лејен, ќе биде кинескиот премиер ќе се обрати таму, ќе биде овој саудискиот престолонаследник Мохамед бин Салман, нели, што го зборува дека еден од најмоćните луѓе на светот. Джаред Кушнер, зетот на Трамп е таму, нели? И тој ќе биде, гледам дека интересно се среќаваат со него и така натаму. Во секој случај интересно да ги следиме тие дебати што ќе се водат на Давос, дел од нив се отворени дебати, да видиме кои се проблемите на најбогатите и најмоćните, затоа што лесно тие проблеми може да станат и наши проблеми, нели? И како тие мислат дека треба светот да се суреди, она што го гледаме дека Соединетите американски држави имаат бројна делегација, иако ќе ја води, како што видов, Блинкен, а кинезите имаат уште побројна, која што ќе ја води кинескиот премиер, што значи дека интересни работи ќе се случуваат во Давос. Ајде да видиме. Друго интересно што има да провериме, утре ќе го објасниме ова што се случува како се вика СУЈП со нафтените компании што затајувале данок. Тоа е тема кај што можеби треба и некој експертски гостин да земе. Утре имаме, јас договорив више, ќе ти информирам што како, значи тоа ќе биде утре, така, ќе ни биде тема. И тоа. Добро, а и оваа тема во тие јавно-приватни партнерства што се тие работи и тоа ќе дискутираме, тие интернет кладења, мадења, едно друго, тоа да. Сега се ме пробува нешто да наметне, овој да отвори предмет за злоупотребата на парите од општините под капата на ВМРО ДПМН. Тоа е се. Ова е ко Трамп што го судат, знаеш. Сега пази што е скандал. Според јавно достапните документи, општина Битола за 50.000 евра набавила машина за бележење хоризонтална сигнализација. Истата машина ја набавила и општина Велес за 40.000 евра. Според СДСМ, овие цени се 3 до 5 пати повисоки од реалните. Сега имаш машина ваква, имаш машина. Добро, нека објават да видиме што е. Нека објават, ајде. Глупости. Ивица, затвараме Дуќанот за ова утро, почитувани слушатели, останете со 107,4, слушајте Лидер FM, читајте Лидер.м кој се наметнува со читаност огромна периодов, благодарение на 20 добри вработени и малку вештачка интелигенција.